Почитувани, добар ден, нека ни е среќен денешниот празник. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е господин Петар Гошев, политичар кој од позиција на повеќе функции можеше да биде сведок на сите фази од развојот на современата македонска држава. Од тука е еден од најкомпетентните аналитичари на изминативе 22 години независна Македонија. Господине Гошев, има ли нешто во тие драматични моменти на премина од еден систем во друг, кој што можеше, гледано од денешен аспект, да го антиципира ова наше денешно талкање по непознатото наречено демократија? Па во општата јавност имаше големи дилеми меѓу политичките субјекти исто така. Што со евентуалниот распад на поранешната Југославија, каде е местото на Република Македонија и познати се од тоа време различните гледања, битки и во парламентот и надвор од парламентот. Беше клучно дека со тие промени мислев дека Македонија ќе тргне многу побрзо кон својот демократски и економски развиток. И тоа е клучното разочарување мое. Зошто? Тоа ентузијастичко верување, длабоко верување кај мене, не се реализира во овие 22 години, туку толку многу талкаме помрачни повторно патишта, неиспитани патишта, непроверени патишта или патишта кои што се сепак отклон од главните мегатрендови во светот на уредување на една демократска заедница. Дали можеби во тие дилеми, недоумици, несигурност лежи тоа наше неснаоѓање во целиот овој процес? Па не, ние требаше да направиме демократска држава. Од еднопартијски да направиме повеќе партијски систем, парламентарна демократија, во која што трката со еден коњ ќе биде заменета со надпревар меѓу повеќе субјекти и селекцијата ќе биде позитивна врз основа на таа трка. Се разбира, малку од учесниците во процесот имаат целосно за окружен концепт, кои варијации, кои варијанти во рамки на една пазарна економија, во рамки на една плуралистичка држава, во рамки на парламентарна демократија, се најдобрите организациони облици за демократско општество. Или, како и тогаш, така и сега, има малку анализа, малку испитување, кое му е местото на пазарот, каде и е местото на државата, кој е најдобар микс меѓу пазарот и државата, за да може да се произведе најдобар економски социјален резултат. И во зависност од образованието, честноста, кадарноста на раководните елити, се разбира, зависат овие лоши или добри, или помалку добри, или полоши избори. И во зависност од тој однос, од тој капацитет на раководните екипи во Република Македонија во изминатиот период, имаме корелација со резултатот кој што го живееме ние по 22 години. Се чини етикетирањето ни стана начин на комуникација. А од друга страна, на мене ми се чини дека е тоа одраз на личната и на општествената немоќ. Како го поднесувате тоа, нашава млада демократија, се уште недоизградена, веќе толку изморена, што мора да ги решава проблемите со дисквалификации, со осуди и со омраза? Ако немате аргументи, имате лаги. Ако немате аргументи со кои што вие може да се справите со конкурентите, вие етикетирате, анатемисувате, па чак и затварате.
што се случува денес во Република Македонија. Вие сакате да ги истребите политичките конкуренти. Вие не сакате да се надпреварувате со нив. И тоа е кон што оди Македонија. Македонија оди кон конфронтација по сите линии. Отклонувањето на добар дел од поранешните југословенски републики од она што беше заеднички старт пред 20 години, денеска е евидентен. Некои од причините можеме да ги сметаме за објективни. Меѓутоа, имате ли јасна представа за тоа кои се субјективните причини и грешки поради кои се најдовме во ова состојба во која што се наоѓаме денеска? Во Македонија властите изградија пирамида, чиј песок полека истекува. И таа полека се затвора. А тие од страна го гледаат спектаклот, качени во златните кочи, спремни да заминат. Тоа се случува со Македонија, затоа што проверував деновиве податоци. Природниот прирост на население во Република Македонија 94 година бил 15.700. 2004 околу 2010-та ми се чини 5000, 2004-та, 2010-та и 2012-та податоците говорат. 17, 15.000, 5.000 и само 3.000. Значи природниот прирост е само 3.000. Во миграционите движења имаме од 2004 година наваму негативна стапка, минус. 2012 година е минус 900 и 30 жители. Само во еден регион се иселиле за 10 години, според статистиката на тој регион, наречен Европска Унија, која што е педантна, нашата ја нема или се крие, се иселиле околу 237.000 луѓе. Тоа е околу 11% од популацијата во Македонија денешна. Значи Македонија се празни. И најважниот фактор за развој, човечкиот капитал, исчезнува. Само Босна и Херцеговина и Македонија во овој период назадуваат. Сите други со кои што бевме заедно и околу нас напредуваат. Назадуваме заради аматерски, популистички економски политики. Заради незнаење како да се дефинира местото на државата и местото на пазарот. Назадуваме затоа што се гушат човековите права и слободи. Назадуваме зашто се зголемуваат конфликтите во општеството. Назадуваме затоа што секојдневно испраќаме сигнали до меѓународната заедница дека Македонија е држава се уште под знак прашање и во тој случај не помагаат никакви реклами, никакви патувања по светот за молење на странски инвеститори да дојдат во Македонија. Нема компензација економска за пораките кои што произлегуваат од политичкиот карактер и безбедносниот карактер. Вашето име беше споменато во првичните шпекулации за можните кандидати за предстојните претседателски избори. Би се нафатиле ли вие на ваква кандидатура и дали би побарале поддршка од одредена партија? Јас добивам прашање на таа тема се повеќе во последно време и на сите што помислуваат дека јас можам да обавам таква функција, сум им благодарен. Меѓутоа јас се уште не сум одлучил дали повторно ќе се активирал во политиката или не. Така што за сега важат оние одговори што сум ги давал досега. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата. Ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.